Благодарам, председателка. Почитувани колеги пратеници, почитувана председателка на Државниот совет за превенција на децата, почитувана јавност. Годишниот извештај на Државниот совет за превенција на детското престапништво, како што рече и председателката, дава преглед на состојбата на правата на децата и детското престапништво во Република Македонија во 2019, клучните предизвици и насоки за нивно надминување. Ме загрижува податокот во извештајот каде процентот на децата во ризик бележи тренд на зголемување во 2019 за 20% во однос на 2018 година. Бројот на децата жртви идентификувани во центрите за социјална работа исто така е двојно зголемен. Бројот на децата што сториле прекршок е зголемен во 2019 за 30% во однос на 2018 година, каде доминираат децата од машки пол. Посебно загрижува старосната група, како што рековте и вие, на децата кои што се помлади од 16 години. И исто така ме загрижува фактот, како и вие што рековте, во општините кои имаат законска обврска и казнена одредба да формираат општински совети за превенција на детското престапништво, голем дел од општините се уште тоа го немат направено. Дел формирале општински совети, но тие не функционирале. Според извештајот, многу малку општини сериозно си ја сватиле законската обврска. Според извештајот, исто така една од мисиите на Државниот совет е подобрување и спроведување на законската регулатива за заштита на децата, следење на детското престапништво и следење на работата на специјализираните институции за деца. Како да се надеваме во идни намалување на детското престапништво, кога дел од општините воопшто не се заинтересирани за формирање на општински совети кои ќе работат на оваа проблематика. Исто така загрижува и фактот што Државниот совет за превенција се жали за немање техничка поддршка и соработка со Министерството за правда во врска со спроведување на правата на децата. Тоа беше исто така истакнато во извештајот. Ако институциите не соработуваат меѓусебно и не се залагаат за подобрување на сите механизми со цел намалување на детското престапништво, тогаш во иднина ќе немаме подобрување на оваа појава. Показателите покажуваат дека со појава на ковид кризата во државата пораснало и семејното насилство. Има некои податоци споредбено со периодот јануари-јуни 2019 во споредба со 2020 година, жртвите од семејното насилство се зголемиле за 7,4%, а голем дел од тие жртви се и децата во семејствата. Од друга страна, во извештајот прочитав дека Државниот совет изработува прашалници за училишта со цел да ги дознае причините за појава на секаков вид престапништво. Иако до сега не е спроведено анкетирањето, се надевам дека во иднина ќе настојувате да го спроведите и тоа во основното училиште, затоа што неопходно е да се добијат причините за растењето на детското престапништво, особено кај младите деца под 16 години. Се согласувам и во делот на извештајот на Државниот совет, каде инсистираат на зајакнување на кадарот од областа на медицината, психологијата и психијатријата, педагози и социјални работници. Јас ќе додадам и стручни лица, лекари кои се специјализирани за лечење на детската психа. Ова го кажувам затоа што има примери на деца кои потекнуваат од дисфункционални семејства, кои ги поминале сите облици на згрижување и заштита, но сепак на крај дел од нив завршуваат фатално. Не успеваат да си го најдат своето место и да се прилагодат на средината во која што живеат. Ова го кажувам затоа што имавме еден таков случај во Гевгелија, затоа што работев во Центар за социјална работа, малолетно дете, 14 годишно, загина во сообраќајна несреќа, управувајќи со возило. Заради тоа сметам дека треба да се работи на поголема ажурност и функционирање на сите институции и стручни лица во државата кои се бават со правата на децата, се со цел заштита и соодветен третман на децата жртви и сведоци на насилство и на кривични дела. Мислам дека Државниот совет за превенција на детско престапништво даде комплетен извештај, но сепак секогаш не е доволно, треба уште повеќе да се наметнува со својата работа на другите институции во државата и да бараат повратни информации и дела од нив.
Благодарам.